каталози кои таа ги подготвила. Одлично го познаваше и документарниот филм, учествуваше во создавањето на неколку фестивали во Македокс, на Астерфест и особено во создавањето на најзначајниот македонски филмски фестивал Браката Манаки во Битола. Од Деснахот се поистоветуваме со мали варијации на тема за тоа што не има турна током филмот. Елен, нејзин омилен раскажувачки бастун, такав турната во филмот, таа стана нашето сонце на Дирек. Сонцето на оваа кинотека, сонцето на Кинопис, сонцето на Браќа Манаки, на Хрватската кинотека, на мајка на Филмскиот фонд. Таа лееше светлина. Ако некој пат и сега во овие мои години би рекол ова нека трета доба или како би се нарекол, може би и четврта. Би рекол дека е четврта некако. Секој пат сум размислувал, па види, веројатно е многу битно она што ние сме го создавале сите, да се чува на еден начин, да се заштити како културно богатство, ова нешто што зборува за нас сите, за идентитетот наш културен, за нас како луѓе, како... Това некако ни го втемели, многу сме благодарни. Сите сме благодарни. Тешко се живее со такви, како се вели, норми. Меѓутоа многу беше свесна и, како што кажа Атанас, доаѓа од конспиративна фамилија, социјални анархисти, не и беше јасно дека без подигање на културата нема слобода и нема слободен и убав живот за човекот. Така што на толку се даде во културата. Се сеќавам како дете кога се кршев, кога го направија 25 мај, Дом на млади. Рафе беше првиот директор, да, тој и некако издействува да се изгради тој Дом на млади и знам со толкава љубов и ентузијазам градеа некакви форми за подигање на култура, да бидејќи беа свесни дека односот код створителот е култура и дека тоа ми го донесе на средба и бев многу паметен во моментот и успев да го уклучам телефонот и целиот тој разговор да го снимам. Уметност како филозофија животна, како еден голем, бескраен сон, тоа беше Илинка, несомнена.